уште ти се молиме тебе. За небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господ. Сега секогаш и во вечни векови. Помилуј ме, Боже, по Твојата голема милост и се моли. Слава ти, Цару небески, утешителу духу на вистината, кој се исполнуваш на секаде ризници на добрините, животодавче, подателу. Иже премудри овци јаве, ами душу раби Твоја упокој, и ние и присно, и во веки веков. Амин. Едина чиста и непорочна, Господи помилуј. Лекару на душите и заканимо се на страданието, одалечи ја секако. Синот и Светиот Дух, амин. Возлюбени во Господа, духовни чеда мои, најмногу да ги утешуваме родителите на починатите и родителите на постраданите, се разбира и сите блиски околу нив, бидејќи во ова време ни треба трпение, ни треба смирение, ни треба покаяние, ни треба љубов. Тоа се десило неочекувано. За жал, загина еден мој пријател. Мојот брат е во болница во Атина, се бори, е надвор од животна опасност. На сите семејства и изразувам длабоко сочувство да бидат силни, да имат спасение и трпение. Господ да и дае сила и на сите болни што се да се опорават од овој пекол. И се надеваме дека ова веќе ќе престане. Како може да се чувствуваме? Тажно, скршено од болка, немам зборови. Значи, имаме многу пријатели, деца на роднини. Мислам, ние сме мал град и сите се чувствуваме скршено. Значи, немам зборови, да кажам. Не знаеме, во шок сме. Не знаеме ни што се има случајно. Целта е да ги поддржиме нашите сопрузи, ние ги нарековме наши херои, бидејќи да не беа тие, ќе имало уште многу загинати лица. Денески изгорела дискотека, утре ќе горат градинки и школи доколку се продолжи вака. За да го смениме системот, мора луѓето кои што се во системот да преземат одговорност. Гледаме дека има фалш документи за да се вадат лиценци за дискотеки, а знаеме дека и функционери со фалш документи извршуваат функции. И како ние младите, и како очекувате дека луѓето во овој град, во оваа држава ќе можат да се ослонат и дека ќе сметат дека ќе дојдат некои промени. Сочувство до сите. Води прост.